Беласицо, крикни и заплачи за 5 своји синови Пецев, Белев, Јарамов, Топчев и Костуранов. Нивната крв младешка ги натопи твоите дрвја столетни. Македонија на својот пат кон вечноста мора секогаш да ги спомнува 5 струмички студенти во 1951 стрелани. Почитувани дами и господа, денес, 13 август 2026 година, или 75 години од истиот оној 13 август, само во далечната 1951 година. Остра болка ги покри со тага челата на сите граѓани од градот Струмица, општината и сите околни места, а злостојничката вест мигум стана сопатник на сите светски паралели и меридијани. 75 години од тој злокобен ден, кога 5 млади фиданки беа скршени и злосторничката рака на домашните јаничари. 5 млади животи изгаснаа, 5 надежи со поразлична визија за подобро македонско утре беа задушени. Почитувани дами и господа, за големата загуба во ликот на 5 струмички студенти ќе слушнеме повеќе од речта на господинот Петар Јанков, градоначалник на општина Струмица. Нека повели господинот Јанков.
почитувани семејства и потомци на 5 струмички студенти, почитувани представници на институциите, почитувани сограѓани и гости. Денес одбележуваме точно 75 години од една тишина што се уште зборува. Зборува и гласно одекнува во нашата колективна меморија. Имињата на Борис Белев, Ѓорги Јармов, Ѓорги Косторанов, Мирко Пецев и Стево Топчев ги носиме во трајно сеќавање затоа што совеста на еден град не дозволува да бидат заборавени. За 7,5 децении многу генерации се родија, порасна и го изградија својот живот. Но времето не успеа да ги избреше сеќавањата и болката што овој настан ги остави низ струмичките улици. Напротив, со секоја измината година се потврдува дека споменот за нив останува жив, затоа што не почива само на историски записи, туку и во свеста на граѓаните кои од генерација на генерација ја пренесуваат трагедијата. Затоа денес сме овде, како и секоја година претходно, да им се поклониме на младоста што им беше прекината, да им оддадеме почит на луѓето чии животи завршија прерано и да покажеме дека Струмица знае да памети. Зашто град кој заборава го губи сопствениот идентитет, а град кој се сеќава покажува достоинство. Ми представува чест што во новиот урбан дел на Струмица, улицата која ги граниче урбаните блокови 41/7, предвиден со објекти за домување, и блокот 41/2 ќе го носи името 5 струмички студенти. Нашиот мал градски парк, кој го носи името 5 струмички студенти, е дел од просторот на нашиот град, кој го чува споменот на 5 млади струмичани. Оваа година, во чест на 75 годишнината од нивното погубување, поставени се и обележи и табли со кои оваа место се означува и ќе потсетува на нивната приказна. Автентично на место каде живееле и се надевеле и заговарале дека Македонија ќе биде независна. Со тоа споменот не останува само во историските записи и во нашите сеќавања, туку станува дел од просторот во кој ќе живееме и ќе го наследат идните генерации. Историјата не може да ја промениме, но можеме да направиме само едно нешто. Да не дозволиме да биде заборавена, зашто заборавот е второ губење на оние што веќе еднаш ги изгубиле своите животи. Денес, кога живееме во време во кое слободата, демократијата и човековите права се темелни вредности кон кои се стремиме, имаме уште поголема обврска да се сеќаваме на сите трагедии што не учат колку е драгоцен човечкиот живот и колку е важна правдата. Моето денешно обраќање ќе го завршам со порака со која завршува еден наш уметнички проект. Никогаш повеќе да не се повтори за идеја да се убива и за мисла да се умира. Нека име вечна слава и вечен спомен. Ви благодарам. Почитувани, за чемирната хроника да го слушнеме и господинот Никола Андонов, председател на Сдруженијето на граѓани, политички прогонувани, затварани и осудувани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност. Нека повели господинот Андонов. Почитувани семејства, почитуван градоначалник господине Петар Јанков, почитувани советници, почитувани представници на политичките партии, почитувани гости. Чест ми е да ви се обратам од ова историско место, од овој споменик на 5 струмички студенти,
за нивниот непокор и желба да ги дадат своите животи за самостојна, независна и суверена македонска држава. Со посебна гордост ве изразувам благодарноста на сите политички затвореници од Македонија за поддршката што ни ја давате да оваа манифестација се одржи во нивниот и вашиот град Струмица. Денес 13. август 2026 година се навршуваат 75 години од свирепото убиство на 5 струмички студенти, напредни младини, македонски интелектуалци, а ваши сограѓани Стево Топчев, Мирко Пецев, Борис Белев, Ѓорги Костуранов и Ѓорги Јарамов, кои своите визии, идеи и животи несебично ги дадоа за самостојна, независна и обединета македонска држава. Нивната визија, сон, идеја и беа спречени од ваши сограѓани, припадници на комунистичката идеологија и филозофија. Почитувани, нивната изградена визија и свест за национална припадност во тие мигови свесно го дигнаа својот глас против тогашната политичка опција што ја наметнуваше комунистичката власт. Целта на тој непокор била Македонија и македонскиот народ да бидат изолирани од директното учество во својата иднина. За жал, тоа и се случи. Поради тие нивни ставови, петорката студенти се вклучи во првите редови за изразување на незадоволство од таквата комунистичка визија, цел и идеологија. Во тој период се вклучија и голем број на младинци на возраст од 17 и 18 години, но и редица други македонски патриоти од вашиот град, но и од цела Македонија. Но Кос, Озна и Удба, не само во Струмица, ами во цела Македонија, почна со апсење во Струмица, Штип, Велес, Битола, Ресен, Гевгелија, Куманово, Охрид, Пилеп, Радовиш, Неготино, Кавараци, Гочани, Берово, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга и многу други градови и села, и се со цел да се блокира македонскиот народ од реалните информации и состојби во тој период. Ова траеше се до 1991 година, кога Македонија стана самостојна држава и го донесе својот устав како темел за градење на правна, демократска и економски просперитетна држава, со заштитени граѓански права и желба да стане членка на НАТО и Европската Унија, како што и била и желбата на вашите сограѓани и на политичките затвореници во Македонија од тој период, цитирам, под закрила на Англо-Америка и капиталистичко уредување, а не за комунизам и комунистичко уредување. Почитувани присутни, нивната визија, идеологија, заедно со македонскиот народ, по војната очекуваше остварување на идеалите на илинденците за слободна и обединета македонска држава, а таквите идеи и слободи секојдневно чука во срцата на нашите и вашите патриоти, наречени Струмичка студентска петорка. Тоа за жал никогаш не се оствари во југословенската ниту во комунистичката визија, а преточена во комунистичката филозофија и идеологија на партијата и прифатена од македонските комунисти, кои беа следбеници и ученици на таквата идеологија. Но за жал и од асмонската и од авнојската решенија за македонскиот народ изостана идеалите на македонскиот народ за самостојна, независна и обединета македонска држава. Тој доказ е со единство, тој доказ е распаѓањето на југословенското братство и единство. Скоро во сите републики осамостојавањето заврши со крв, недостојно и неприфатливо за југословенскиот имидж што го застапува и декларираше комунизмот. Југокомунистите и титуистите, заедно со македонските комунисти, не водеа сметка за македонскиот народ и иднината на Македонија. Туку единствена цел е било да се догрбат до власта, а заедно
со светло за буквално темпо да ја спроведат југословенската и титуистичката политика. Директивите биле целосно извршувани од нивните доверливи луѓе, македонски комунистички поданици, кои го продолжија теророт врз македонската интелигенција, напредна младина и целиот македонски народ. Почитувани, Удба Коси Озна не губеше време, ги подготвуваше на законските и свирепи убиства на македонските интелектуалци, студенти, провенци и дејци. Без никаква вина ги прогласува и нарекувајќи ги непријатели на својот народ, за кого и го дадува својот живот. Се измислува и монтира процеси, судења против честни граѓани, убиства без никакви судски процеси. На учениците им се пишува пароли да ги терат да извикуваат смрт на непријателот, слобода на народот. Несвесни и не знаејќи за кои македонски дејци станува збор. Децата беа принудени да ги носат тие пароли. Почнаа терор по народните маси. Им се конфискува имотот на граѓаните. На земјоделците им се одземаше земјата и имотот, на свачарите стоката, на трговците целокупната имовина, нарекувајќи ги војни богаташи, а со цел македонскиот народ да го направат зависен од југословенската и титуистичката вештачка творевина. Луѓето кои се уште со гордост зборуваа за Македонија, беа осудувани, затварани и ги полнеа затворите, а нивните фамилии беа анатемисани и бележани од комунистите кои делуваа во тие средини. За жал, луѓето кои во Авнојска Југославија беа во Комунистичката партија на Македонија, истите со нивните потомци и денес се недоречени во однос на македонската иднина. Меѓународот направија раскол тогаш, но и сега. Се разграби државниот имот исклучиво за нивни подобни кадри и луѓе, нанесувајќи му на македонскиот народ невидена материјална, но и политичка катастрофа, како дома, така и на меѓународно поле. Нема правен систем, има само апсолутна негрижа за народот. Високите државни давачки, кои до ден денешен представуваат терет на македонскиот народ, независно на чија етничка заедница припаѓа, го ставија на улица без да може да работи, за да заработи за себе и за државата. Измислија формула во економијата со наслов транзиција на капиталот, со разни форми на приватизација исклучиво за нивни подобни комунисти за сметка на целиот македонски народ. Нивната визија и цел и нашата заедно со вас ќе ја преточиме во традиција, ќе помагаме и ќе се залагаме за правна, демократска, економска, просперитетна и независна и суверена македонска држава, членка на Европската унија, но и сега членка на НАТО и со посебен статус со Соединетите Американски држави и Велика Британија, што беше идеја и на покојните, а превземена од нашите дедовци и прапрадедовци баби. Но и денес, во самостојна Македонија, најискрено би сакале да го дочекаме прогресот на Македонија со својата правна поставеност, економија, култура, вера, сплотеност и се она што обележие на секоја ориентирана европска држава. Нека е вечна слава за нивната искрена љубов кон македонската држава, македонскиот народ, независно на чија етничка заедница припаѓа, и нивната најискрена љубов кон Македонија. Благодарам на вашето внимание. Почитувани, следува поетски колаж во кажување на рецитатори од рецитаторската секција при Дом за деца и млади Благој Мучето Струмица. Да ги слушнеме.
Простете, ние баравме пред огромните пени на меридијаните да излеземе со жет поголема од грска оплакана земја, со доењето што ја имавме, запомнато како татковина. Простете, ние сакавме да оставиме само блага порака во увото на ветерот и нашата љубов за непце отнато од чемер, предсторена во стреја дае, кај што зрели сни безстромежни ке дождат над Пирин и Вардар и синиот Егеј. Простете, ние сакавме со литургија македонска, румените образи на изгревите да ги чекаме, покрај Шара, Кавала и Горна Џумаја и приче света да земеме од една земја, од едно море и едно небо, одвенчани од лузните рапави на мракот. Простете, ние сакавме од врвот разигрен на мислата безгравна, да удриме и тапани и зурли, и молитви и псалми, да плам благочестив од омразата да рукне, и епохите морни од челото на хоризонтот, и беследни, и неврат, и небиднина да бидат. Опростете ако гревот наш беше љубовта безбрежна кон мајката земја, од чија лузнава кожа читаме за темни векови полудени од пранги. Озар грев непростлив е, врз таа синија древна, рожбите чедни да пристават за прв пат, и песна и смеја, и радост и среќа, и слобода и сонце. Тој, пред заледен августовски понеделник во 51-та, врз клинецот на нашата врела крв, закачи полудена тишина од пискоти и одјава на дорлом босибеласица, врз липети облечени во смрт. Тој пред залезен августовски понеделник имаше сатански дамки на челото и силно бездеше на кодошка пот и јаничарска коба, втурнати низ скалите на кариери, исцидани од коски. Тој пред залезен августовски понеделник знаевме од ливадите на нашата младост извезени зверски низ дивината се губат, но сепак за утре патеки стануваат. Та мора врз јајот изгубен на очите створени нови искри да заискраат од звезди. Тој пред залезен августовски понеделник од 51-та, макар фрлени грозоморно во челуста на смртта, стасавме со смрт на смртта да ја речеме збогум и со смртта победници да сме на смртта. Ние, Борис Белев, Ѓорги Костуранов, Ѓорги Јарамов, Мирко Пецев и Стево Топчев. И оние со мислите пред нас како нас, и оние со мислите што ќе дојдат по нас како нас. Простете, ние набаравме пред огромните пени на меридијани да излеземе со жет, поголема од грска оплакана земја, со доењето што имавме како татковина запомнато. Простете, ние сакавме нашата родина мајка, престорена во страв да е, кај што срели сни безстремежни ке дождат над Пирин и Вардар и синиот Егеј. Ете тоа сакавме ние, Борис Белев, Ѓорги Костуранов, Ѓорги Јарамов, Мирко Пецев и Стево Топчев. Простете, ако да се сака татковината е смртен грев. Ги повикувам представниците на семејствата на убиените студенти да положат свежо цвеќе пред спомен обележието. Го повикувам представниците на семејството Пецеви да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на семејството Јарамови да положат свежо цвеќе.
Ги повикувам представниците на семејството Костуранови да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на семејството Топчеви да положат свежо цвеќе. Го повикувам градоначалникот на општина Струмица и представниците на Советот на општина Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на СВР Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Сдруженијето на граѓани, политички прогонувани, затварани и осудувани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност од Скопје да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Општинската организација на СДСМ Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Унија на ветерани на ВМРО-ДПМНЕ Струмица да положат свежо цвеќе.
прогонувани, затварани и осудувани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност да положат свежо цвеќе. Повикувам представниците на Сдруженијето на политички прогонувани, затварани и осудувани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност од Богданци да положат свежо цвеќе.